Наместо да разговараме и укажеме, наместо да посочиме како треба, ние јавно осудуваме и понижуваме. Ги остваруваме собствените нереализирани афинитети преку децата, несвесни за нивните желби и интереси, што е всушност најголемата штета што можеме да им ја направиме. За девојчето што погрешно го напише името на училиштето во кое што е запишана, се крена бура од реакции на социјалните мрежи. Грешката е секако голема, но не е непростлива. Ги учиме децата колку е лошо меѓуврсничкото насилство. Впрочем, сето она што ние, возрастните, го направивме, беше непростливо на социјалните мрежи. Ние бевме најголемите вербални насилници изминативе денови. Појавното огласување на психологот во гимназијата Јосип Броз Тито, Кристина Атанасова, ја повикавме и овде во студиото 3 на Македонската телевизија. Добро утро, Кристина, и добре ни дојдовте во утринската програма. И ви благодарам на поканата. Не останавте имуна на сево во што се случуваше на социјалниве мрежи изминативе денови, но проблемот кој што го споменавте и во вашиот статус на Facebook е повеќе слоен. Па ќе започнам ајде со коментарите од типот на како може едно дете да не го знае името на училиштето во кое што е запишано. Па велите, цитирам, се додека на пиедестал ни е 500, а не знаењето, ќе имаме Јосип Броз. Се додека децата ги моделираме доминантно ние и ги остваруваме нашите нереализирани афинитети преку нив, не прашувајќи се за нивната волја, резултатот е овој. Прашањето ми е, дали наместо пуцмев треба да се загрижиме првенствено за писменоста на нашите деца? Ова што се случуваше со коментарот каде е запишано девојчето е само еден во низата. Резултатите од испитот во петокот си потврдија впрочем колку треба да се работи на писменоста на нашите деца. Апсолутно се согласувам. Дискутабилно е прашањето дали навистина станува збор за девојче кое што е запишано во Јосип Броз, меѓутоа без оглед на таа фактичка состојба, тука испливаа на површина одредени проблематики. Не е толку загрижувачки моментот за прашањето на писменоста кај децата. Зошто? Затоа што ние возрастните, првенствено родителите, сме тие, како и просветните работници, без оглед дали станува збор за основно училиште или средно, кои што децата треба да ги научиме на некои правилни вредности. Дека кога ќе седнат во училишните клупи, знаењето е тоа кон кое треба да се стремат. Оцената е само некоја последица на тоа покажано знаење, односно знаењето е нешто што не може никој да не го земе. Знаењето е нешто кое што ќе не користи во иднина. Меѓу другото и ние психолозите кога тестираме интелигенција, еден од составните компоненти на тестот на интелигенција е еден прашалник со општи прашања, прашања од општа култура, односно тоа се информации кои што децата ги стекнуваат по одредени предмети уште во основно училиште. Тоа значи дека засегнати се многу повеќе аспекти, не само правописот, не само начинот на изразување. Тука мислам дека родителите првенствено се тие кои треба да се запрашаат дали децата, кога ги праќаат на училиште, ги учат дека треба да има надпревар помеѓу децата. Зборувам за деца уште во прво, второ оделение. Да си покажеме, да се надпреваруваме меѓу себе. На тој начин ќе ја зголемиме мотивацијата. Кој подобро научил, кој ќе отиде и ќе го прати наставникот на надпревар и така натаму. Оцените кои се пишуваат во свидетелствата, факт е дека се потребни за упис во средно образование, понатаму за запишување на факултет и слично, меѓутоа тогаш кога имаме знаење, ние можеме да функционираме и ние можеме да го применуваме практично истото. Наместо возрастните да се запрашаат каде е проблемот и дали некаде грешиме во однос на тоа како ги воспитуваме децата, кои се основните вредности кои треба да ги почитуваат на училиште, добивме еден говор на омраза и навистина мислам дека се откри суштината на проблемот во врска со писменоста на децата. Треба ли да ги оставиме децата да се соучат со неуспех, за да знаат и каде грешат?
Дефинитивно. Видете, воопшто не е дискутабилен фактот дека секој родител му посакува најдобро на своето дете и дека секој родител сака да го заштити своето дете, но за едно дете да израсне во здрава, психолошки зрела личност, неопходно е да го оставиме да ја вкуси и онаа горката страна. Страната на неуспехот, страната на погрешен избор во животот. Тогаш кога детето ќе доживее одреден неуспех, одредена грешка, неопходно е родителот да работи со него, односно да го поучи дека доживувањето неуспех е само можност за раст, психолошки раст и напредок, односно за учење на некои нови работи, за зголемување на мотивацијата, се најдов во некоја не така пријатна ситуација. Ќе испробам некоја нова солуција, ќе најдам некое ново решение, ќе се активира психолошкиот процес на размислување, па детето ќе учи по пат на обиди и грешки. Ќе се обидам на еден начин, нема да успеам, ќе пробам некој друг. Со тоа ние на еден несвесен начин ја зголемуваме и храброста, ја стимулираме и храброста како една црта на личноста. Всушност, тогаш кога ги оставаме децата да грешат, со самото воочување на грешките и со самото нивно менување, односно корекција, ние влијаеме на изградбата на карактерот на личноста, а тоа е една многу важна составна компонента. Со години работите со средношколци, па имајќи го предвид работното искуство. Каков е впечатокот? Колку ние родителите им правиме преголем притисок на децата во таа желба да бидат најдобри, најуспешни, најпаметни, најубави? Притисокот е огромен. Со самото очекување дека детето мора да биде најдобро, најуспешно и така натаму, децата, учениците, без разлика дали се во основно училиште или во средно, носат еден преголем товар на своите грбчиња, кој што ретко кој возрасен може да го износи, па наместо детето да се остави да функционира и да ги манифестира спонтано сите способности и знаења со кои располага и поседува, кај детето се јавува еден притисок, мора да бидам најдобар. Јас и во работата со учениците, па и со родителите, секогаш знам да ја употребам реченицата зборот мора, ниту јас не сакам да го применувам, затоа што со самото негово вметнување во реченица создаваме еден притисок кој што ни оневозможува да функционираме оптимално. Што тоа значи? Тоа значи дека детето постојано, водено од перфекционизмот кој е наметнат од страна на очекувањата на родителите и од страна на родителскиот воспитан стил, си создава едни такви стеги во главата, па наместо да функционира оптимално и да ги даде своите најдобри можни резултати, постојано во глава му се врти прашањето: што ако добијам оцена пониска од 5? Што ако изгубам во спортскиот натпревар? Што ако не се покажам доволно добар во некоја друштвена игра? Што ќе кажат моите родители? Дали тоа значи дека не сум доволно добро дете? Па како резултат на тоа многу често не се јавуваат и одредени соматски, односно промени во самиот организам, се јавува кај децата тремор, тресење на рацете, дури знае да се јави и тахикардија, срцебиење забрзано, анксиозност, панични напади и слично, секако резултат на тие стиги кои децата ги имаат во главата, психолошки наметнати. Всушност, најнегативната реакција кога детето ќе доживее неуспех од страна на родителот е родителот да каже дека е недопустливо и неприфатливо детето да добие оценка пониска од 5. Сосема спротивен механизам треба да се примени, да му се укаже на детето дека постои грешка, да ја детектираме грешката. Не си посветил доволно време и внимание на градивото. Може би треба да посетиш дополнителна настава кај професорот во училиште. И така натаму, потруди се повеќе, следниот пат ќе постигнеш подобар резултат. Всушност и самите психолошки процеси на размислување, на помнење, на мислење, на учење функционираат оптимално тогаш кога сме ослободени од притисок. Не само кај децата, тоа е исто и кај возрастните. Ке се задржам на возрастните. Колку добар пример сме ние возрастните. Децата треба да учат од нас. Ние сме тие од кои што и добрите и лошите особини, нели, и ги наследуваат и ги копираат во однос на однесувањето. Се ужаснуваме кога ќе прочитаме информација или кога ќе дознаеме вест за меѓуврсничко насилство. Бурно реагираме дотолку повеќе ако нашето дете е жртва на меѓуврсничко насилство.
бевме ли ние најголемите вербални насилници изминативе денови на социјалните мрежи. Не навлегувам во тоа дали коментарот бил на вистина напишан од девојче или не. Со самото тоа што некој прочитал дека станува збор за дете, без оглед на тоа дали постои или не на социјалните мрежи. Што го поттикнува да напише таков коментар? Апсолутно се согласувам, воопшто не е дискутабилно дали навистина е во пракса така статусот кој е напишан од страна на одредена личност, а тука се важни последиците, односно се она што како коментар го видовме на социјалните мрежи. Ние возрастните сме примери и модели на однесување по кои децата се водат. Особено уште во најрана возраст, 3 до 4 годишна возраст, детето го пресликува однесувањето на возрастниот, односно го имитира по пат на учење на модел. Веќе подоцна во основно училиште, кај детето почнува да се развива одреден критериум и стандард на однесување, односно детето учи од страна на родителите, веќе во периодот на адолесценција, кога ќе дојдат во институцијата во која јас работам, во средношколските денови, адолесцентите ги имаат воспоставен оние критериуми за тоа што е добро, а што не. И знаете што покажува праксата во нашата работа? Адолесцентите се можеби и најреалните и најобјективните оценувачи, проценители на однесувањето на возрастните, па неретко се соочуваме со ситуации да детето или адолесцентот е коректор на однесувањето на возрастните. Адолесцентите тука не се толку проблематични, проблемот е кај учениците во периодот на пубертет, во периодот на основно училиште. Зошто? Затоа што кај детето се јавува конфузија, односно родителот е контрадикторен. Од една страна го учи како не треба, од друга страна постапува или пишува нешто несоодветно. Па кај детето нормално е да се јави конфузија во глава. Дали да го слушам родителот што зборувам или да го гледам што прави. Затоа јас секогаш ги советувам родителите дека е многу поважно не тоа што го зборуваат, туку тоа што го прават, бидејќи децата буквално снимаат се и впиваат како сунгирчиња, што велиме. И сега како еден млад човек по таков говор на омраза, а честа слика е на социјалните мрежи, да се ухрабри да застане за себе, да говори гласно? Со обезбедување на системна поддршка првенствено. Што значи системна поддршка? Неопходно е детето да работи со стручно лице, односно со психолог. Меѓутоа, проблемот е тука како детето ќе се отвори и ќе собере храброст да пријави дека му се случува некој проблем. Кога е ваква јавна ситуацијата, многу е лесно. Ние психолозите наоѓаме начини без детето да знае која е причината, зошто е повикано на разговор, затоа што само тогаш ќе се опушти и ќе даде максимално добри резултати, затоа што ние сепак работиме со најинтимните делови на личноста, со деловите кои што се едноставно најранливи. Тогаш кога детето ќе одлучи да соработува, 50% или половина од проблемот е решен. Зошто? Затоа што тука веќе останатата половина настапува психологот на сцена, односно пристапот со секое дете е различен и зависи првенствено од тоа каква е ситуацијата, што се случило, зависи од карактерот на детето, од неговиот темперамент, од родителските воспитни стилови и така натаму. Меѓутоа постојат неколку основни начала кои треба да се почитуваат, а тоа е кај детето да се стимулира и да се поддржи градење на еден одбранбен механизам. Детето да го научиме да се заштити од социјалните коментари, да не го засега толку што е тоа што ќе го кажат другите. Да го подобри системот на критичко размислување. На кој начин? Со тоа што ќе ја свати својата позиција во општеството, односно во социјалните кругови. Сите ние сме на средината. Околу нас имаме социјални кругови, односно помалку и повеќе значајни личности. Првиот круг не се најблиските личности, вториот круг се малку подалечните и така натаму. Детето мора да научи дека оној третиот круг, оној круг во кој што се личностите кои ние не ги познаваме, едноставно не смееме да дозволиме да не засегнуваат одредени негативни работи кои што се кажани од нивна страна за нас. Зошто? Затоа што секој може да каже што сака. И тоа зборува за другиот, а не за мене. Имате ли во работната пракса искуство од работа со вашите ученици? Доаѓаат ли, се одлучуваат ли гласно да говорат на оваа тема? Морам да бидам искрена, потребен беше многу труд и напор, за да ги едноставно
ќе кажам под знак наводници, придобиеме децата, во која смисла? Да сватат дека ние психолозите не сме оние кои изрекуваат педагошки мерки, оние кои казнуваат тогаш кога детето несоодветно се однесува за време на час, па предметниот наставник ќе каже ќе те пратам на разговор кај психологот. Доста се боревме со тој начин на функционирање. Да не бидете сватени како казна. Апсолутно. За да достигнеме едно ниво, барем зборувам во училиштето во кое јас работам, да учениците знаат дека едноставно секогаш можат да се обратат, да знаат дека сето тоа што ќе биде разговарано ќе остане во тие 4 ѕида, да буквално ни се случува да учениците работиме и во текот, со нив работиме и во текот на летото. Едноставно тоа се деца кои не смееме да ги оставиме и кои им е неопходно да им дадеме поддршка затоа што постојат различни ситуации и затоа што тоа се деца кои што можеби поискрени се и пофункционални во однос на решавање на некои проблеми со психологот на училиште, отколку со родителите, затоа што знаат дека кај родителите има застапено емоција и може сваќањето да биде малку поинакво. И ако ние треба да ги учиме децата како треба, кој треба да научи нас возрастните? Каков е вашиот став? Треба ли да се заостри можеби казнената политика во однос на говорот на омраза на социјалните мрежи? Јас би го ставила акцентот на превенција, отколку на казнена политика, подобро да спречиме отколку да дојде до казни. Доста имам размислувано на оваа проблематика. Знаете, психологијата е предмет кој што, да речеме, во средното гимназиско образование не е застапен во сите подрачја кои ги избираат учениците. Сметам дека психологијата е нешто кое што треба да биде изучувано од страна на секој еден ученик. Зошто? Затоа што сите проблематики од психолошка смисла со кои ние се соочуваме во денешно време, може би се последица токму на тоа што одредени родители во денешно време не учеле психологија. Психологијата ги обработува родителските воспитни стилови, обработува социјални компоненти, па може би треба да се размисли за измена на наставните планови и програми за да долгорочно имаме добри последици и добри ефекти, односно да се намалат ваквите негативни појави. И не можам да не прашам, со колкава резерва бевте вие кога го пишувавте статусот на социјалните мрежи? Се плашевте ли вие одговор на омраза и коментари кои може би биве повредиле? Се знаеме дека имате одбранбени механизми, но знаете како, многу поважно е да се допре до одредена група на луѓе отколку негативните коментари. На крајот па и оној кој го пишува негативниот коментар е лице кое што не го познавам, не ме познава и така натаму. Нашата борба, мојата борба првенствено, затоа и толку се трудам, е да се обидеме промената да ја направиме и промената да започне од мене самата, од вас и така натаму. Тогаш правиме една пајакова мрежа и на тој начин создаваме едно подобро општество за живење. Дека коментарот допре, докаса и денешното гостување во Македонија наутро. Благодарна сум за истото. Се надевам дека ќе се обидеме да извлечеме поука за да ги заштитиме на крајот на денот нашите деца. Суштината е таа, доброто на децата. Ви благодарам многу, Кристина, за гостувањето во Македонија наутро. Ви благодарам на поканата.